Драги Скопјани, договорот за партарно уредување на КЕј 13 ноември изнесува речиси 1,5 милиони евра. Огромната разлика во цените, која ја согледуваме во тендерите кои ги исклучува градот Скопје, со онаа која ја има како највисока на пазарот, е загрижувачка. Поставените плочки на КЕјот се веќе уништени и скоро секоја втора плочка е испукана. Согласно тендерската документација, поединечната цена на плочките за партнерно уредување од неколку стотина метри зависи од видот на плочка која е опишан како тип 1, 2, 3, 4 или 5. Согласно сликите од тендерската документација, можеме да заклучиме дека испуканите плочки се тип 1, тоа се овие плочки. И овие плочки чинат 3700 денари по квадратен метар. Ова се цени кои не соодветствуваат со реалните цени, ниту соодветствуваат со квалитетот. И најверојатно, за неколку години повторно ќе се раскопува КЕјот со цел негова реконструкција, а вртоглаво високите поединечни цени од тендерите ќе останат. Шилегов е во обид да створи предизборна перцепција дека Скопје има нови проекти, но истите резултираат со бетонирани дрва од една страна и распукани плочки од друга страна. Но Шилегов треба да биде свесен дека перцепција не се гради неколку месеци пред избори. И тие скапи проекти имаат краен ефект, а тоа е рушевина. Она што го отсликува Шилегов е инфраструктурна стагнација, импровизација и лоши проекции за развојот на градот. Ви благодарам. Повелете доколку има прашање. Благодарам. ВМРО-ДПМН во изминатиот период и во следниот период е во фаза на квантитативни и квалитативни анализи на потенцијалните кандидати за градоначалници, како за другите општини, така и за градот Скопје. Она што можам да го кажам е дека кандидатите ќе бидат луѓе чии профили ќе бидат работливи, честни, посветени и ќе стават крај на стагнацијата која што се случува 4 години во сите општини во Македонија. Резолуцијата е поднесена од страна на ВМРО-ДПМН и очекуваме истата да се најде на дневен ред на првата закажана седница во собранието. Чекувам службите да го информираат Џафери и истата да се најде на дневен ред, а истото се однесува и за поднесената интерпелација. Како што е односот кон сите останати пратеници, очекуваме односот и кон Џафери да биде ист, да се најде на следната седница која што ќе биде закажана во собранието. Благодарам.